Приватните стоматолози излегоа на протест пред Министерството за здравство за да си ги кажат проблемите со кои што се соочуваат. Бараат да се промени начинот на кој се даваат лиценци и да се укинат матичните стоматолози. Бараат и надоместокот од Фондот за здравство да биде фиксен и да не зависи од бројот на запишани пациенти. Стоматолозите предупредија дека се на работ на банкрот, а многумина од нив ставиле клуч на врата и останале на улица. Ние бараме фиксен финансиски надоместок, кој што ќе ги покрива платите, бруто платите на стоматолошкиот тим. Тоа е доктор на дентална медицина и стоматолошка сестра, режиските трошкови и амортизацијските трошкови. Тој фиксен надоместок треба да биде по тим, по стоматолошки тим, а не по број на запишени пациенти. Опаѓањето на животниот стандард, покачувањето на цените на стоматолошката опрема и на материјалите дадоа свој придонес за уште поголемо тенчење на буџетот за финансирањето на приватните стоматолошки ординации. Докторите бараат одговор од Министерството за здравство, да ги слушнат нивните барања, во спротивно ќе бараат излез од кризата во странство. Доктор по стоматологија со 35 години работно искуство. Фондот за здравство месечно ми пушта 38.000 денари на мојот тим, кај што сум ја доктор по стоматологија со забен асистент и со сите трошкови. Мојата нето плата е 18.000 денари. Ова не е прв протест на Сдруженијето на приватни стоматолози. Тие има и онлайн протест за време на пандемијата, но од тогаш нема одговор од Министерот за здравство за нивните барања.